Сите се сеќаваме на тажната приказна за колку пред 10 години кога замина во Холандија на ресоциализација, кај нас можеби малку беше тоа и погрешно пренесено како нели депресија, па мајката починала од туберкулоза, тоа се малку невистини. Најголемата вистина тоа што колку беше сам овде во зоолошката градина, во несоодветно живеалиште каде што ги немаше потребните услови за живот, а нормално е човек да е сам сигурен дека нема да му биде сеено да живее во 2 на 2 метра кафес. Токму затоа и колку беше однесен во Холандија, во EAP, тоа е најдобра организација за спасување на шимпанза, други животни, значи екзотични животни спасуваат. Мислам дека кај нив представуваше од 2009 до сега до 2019 тие бараат тука навистина посебни услови за шимпанзата и затоа можеби малку се одолговлекуваше целиот овој процес на носење на колку пријателите овде во Скопје, бидејќи навистина заедно со надзор нивен заедно ги правевме сите овие работи во живеалиштето за шимпанзата, што навистина бара многу внимание, многу нега, многу реквизити со кои што ќе се забавуваат, ќе си прават куќерки од кебиња и ќе имаат лулачки. Мислам дека тоа ќе биде доста интересно да го видат и посетителите, но тоа нема да биде сега, бидејќи ќе бидат во карантин, навистина им треба мир, бидејќи се вознемируваат лесно затоа што тоа се шимпанза кои што сепак немале лесен живот. Еве наш колку е доста мирно тоа што можевме да го видиме, научена со луѓе, но другите шимпанзи имале тежок живот и потоа им требало доста време во EAP да ги прилагодат и да се навикнат да живеат со други шимпанза. Мими е најстара, родена е во 62 година. Мими била уште од бебе во циркус, инаку има понамален имунитет, болежлива уште од малечко. Имала навистина големи проблеми со здравјето, во циркусот била малтретирана, потоа била однесена во некоја си градина во Германија, каде што исто така била за забава на луѓе. Немала лесен живот, навистина, но ете во пресад излегле луѓето од EAP, ја спасиле, таму ја ресоциализирале. Сега Мими е бабичка која што си ги живее, нели, пензионерските денови во EAP, но сега и тука во Скопје. Исто е доста мирна. Сега оние кои што се поживи се Роси и Хјасел. Роси и Хјасел се 81 година родени, тие биле од Африка грабнати како бебиња. Однесени 12 бебиња со авион транспортирани во Виена за да се прават експерименти врз нив нели во лабораторија за правење експерименти за сида. Дел од бебињата било планирано да бидат и продадени нормално во нелегална трговија. За жал другите бебиња починале, не успеале да преживеат после сето тоа. Роси и Хјасел биле тие кои што биле спасени од еден шелтер во Виена. Од таму се префрлени во EAP. Инаку доста интересно е тоа што Хјасел денеска се служи како дел од законите со кои што се штитат, се штитат правата на шимпанзата во светот, односно во Европа. Има европски закон според Хјасел со кој што не сме во Европа да се чуваат нелегално шимпанза, ниту пак да се искористуваат за било какви лабораториски употреби. Таа лабораторија за жал од 86 до 2002 година се тужела со центарот, приватниот центар во Виена, дури сакала повторно да ги одземе шимпанзата, но за среќата повторно пак ќе кажам, тие добри луѓе ги чували во EAP, а сега се овде исто во Скопје. Хјасел ни е тој кој што е најбунтовен, најмногу сака да се забавува и алфа мажак во групата.